гласаме. 78 пратеници едногласно го отфрлија предлогот да се забрани движење или влегување во објекти на лица кои не се вакцинирани или не поседуваат потврда за прележана болест. Сите партии едногласно изразија сомневање дека тоа е противуставно и дека мора да се прецизира во кои случаи и кој кому ќе одредува дали да влезе во школи, банки или министерства. И дека ќе има ограничување на движење на граѓаните, тоа ќе биде во косење со уставот, во косење со законот за задолжително образование, ако тука, како што вели министерот, може да влезат и морбилите, крајно хаотичен предлог на закон кој што инсистирам веднаш да биде повлечен. Треба дополнителни консултации до објаснување на определени членови од законот, затоа што треба да се има во предвид и стручниот дел, здравствениот дел, меѓутоа треба да се има во предвид и почитувањето на правата на граѓаните според уставот. Законот е повлечен од дневниот ред и вратен на доработка во владата. Министерот Сали тврди дека тоа е парцијално читање на законот и дека сега само се ставаат во закон уредбите кои важеа за време на ковид кризата. Наше е како креатори на политики за заштита на населението од заразни болести да кажеме кога, каде и како, на каков начин би можело да се ограничи влегување на односно движење на граѓани кои што се потенцијален, значи не сигурен, туку потенцијален ризик за здравјето на во општеството. Владата објаснува дека законот е во согласност со препораките на СЗО за засилување на националните системи за надзор над заразните болести. Токму затоа го носи и европското знаменце.